Близу 100 интервенции за гаснење пожар на отворен простор само во октомври имале пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани. Тоа во нивната повеќегодишна евиденција е неславен рекорд. Главна причина за пожарите е навиката на земјоделците по жнењето на оризот и другите жита да ја палат сламата и страништата во нивите. Силниот ветер и сувото време придонесуваат за брзо ширење на огнот, поради што надлежните се загрижени за потенцијалните опасности што се закануваат за населените места во близина. Кочанското поле веќе цел месец е во пламен, а само на територијата на општината Чешиново-Облешево имало 70 интервенции за гаснење пожари. Најголемата опожарена површина од 140 хектари е токму во оваа општина, а пред неколку дена бил гасен и оган во близина на бензинската пумпа кај Чешиново. Граѓаните реагираат и за загадениот воздух од чадот и на остатоците од запалена слама што ветерот ги носи дури до градот, поради што ова прашање се најде и на седницата на Советот на општина Кочани. Надлежност овде имаат инспекторите по земјоделие, да расчистиме. Ова не е надлежност на локалната самоуправа. И покрај тоа ние реагиравме во истиот момент. Од сето тоа можам да ви кажам дека во изминатите 15 дена противпожарната единица имаше само во општина Чешиново-Облешево 65 интервенции. Ги искршивме возилата во нивите. Ние нема да имаме возила со кои ќе интервенираме за, не дај Боже, некоја друга ситуација. Навистина ова загрижува. Денеска оди апел на телевизија со ова што ви го кажувам, значи дадов инструкции на нашите луѓе да се јавно каже дека ова е веќе недопустливо и дека покрај тоа што ние како локална самоуправа ќе ги презимаме навистина сите мерки што ни стојат на располагање, дека надлежните инспекцијски служби мора да се одиграат својата улога, во спротивно нема потреба да седат во канцелариите. 65 пожари, имаме 6 пријави. Само по Чешиново-Облешево, а се на се 6 пријави. Надлежните предупредуваат дека казните за лицата кои палат оган во природа се високи и изнесуваат од 1500 до 3000 евра. До сега укажувањата не дадоа поголем ефект. Во изминатиот период од неконтролирано ширење на пожарите во Кочанско изгореа 15 на хектари зимзелена шума, ниви со пченка и лозја.